Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостен денеска Менка Гогулевска од Агенцијата за вработување. Добар ден, Гогулевска, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и од мене, благодарам за поканата. Ви благодарам. Почна новиот циклус Саеми за вработување. Првиот се одржа во Скопје. Може ли да ни кажете каква беше посетеност и колку компании се представија на овој саем? Токму така, започна првиот циклус на саеми за оваа година, пролетниот циклус. Пред се саемите представуваат една од услугите на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Целта на овие саеми е да им се овозможи на работодавачите да обезбедат квалитетна работна сила согласно нивните потреби, како и можност за успешно представување на пазарот на трудот и вработување на невработените лица. Поточно, работодавачите имаат можност да ги презентираат пред се својата дејност, услугите, производите, како и сите оние други аспекти од нивното работење. Исто така имаат можност да остварат контакти со голем број на невработени лица кои се потенцијални работници, да ги интервјуираат, да добијат нивни биографии, односно CV-ја. Саемите пак исто овозможуваат на невработените лица да им дават можност да остварат директен контакт со работодавачите, да се запознаат со услугите и условите што ги нудат работодавачите, кои вештини се потребни за да се најде работа. Имаат можности, значи, да остварат контакт со работодавачите за да можат да идат на обука, да остварат обука или пак практична работа, како дел од активните мерки што ги спроведува Агенцијата за вработување. Можат да закажат интервју, можат да остават своje CV, исто така добиваат мотивационо писмо, добиваат информации кои се побарувани занимања моментално на пазарот на трудот. Од страна на вработени од Центарот за вработување пак можат да го подобрат или да им се направи ново CV. Исто така добиваат информации како да пребаруваат на веб порталот на Агенцијата за вработување за слободни работни места, за услугите, за сите оние отворени јавни огласи кои се за активните програми и мерки за вработување. Ова е трет циклус, предходно се одржа уште два. Може ли да ни кажете каков беше интересот, колку невработени се вработија токму преку овие саеми за вработување? До сега се одржани 16 саеми за вработување и беа на нив учествува 700, околу 730-740 работодавачи се представија. Беа посетени, значи саемите ги посетија над 79.000 лица, значи невработени лица. Повратни информации немаме, затоа што секоја компанија тоа го чува, значи има доста доставени CV-ја, како што и остварени вработувања. Годинава со почетокот на пролетниот циклус на саеми, учество зема околу 60 и нешто компании, тоа доста добри компании, така да невработените лица има можност директно со нив да направат интервју, меѓутоа и да си достават своje CV за да понатак и закажат интервју за да можат понатаму да го остварат и своето вработување. Би напоменала дека во рамките на саемите се одржуваат и форум со работодавачи, како и инфосредба со млади невработени лица. Сега, која е целта на овие форуми за работодавачи? Пред се, на работодавачите им се презентираат сите активни програми мерки за вработување и услугите на пазарот на трудот кои ги спроведува Агенцијата за вработување. Меѓутоа, од нивна страна, пак од страна на работодавачите, следат и примери и искуства на бизнес заедницата, односно примери од работодавачи кои учествувале во тие активни програми мерки за вработување, како и и нивните искуства со тоа.
Оставаме и простор на самите форуми со работодавачите и за следни чекори за подобро бизнис обкружување, затоа што се даваат предлози за креирање на нови активни програми и мерки за вработување. Се даваат предлози како да се зајакне соработката со работодавачите. Потоа има предлози и прашања, да речам, дали е ефикасен начинот на кој се представуваат или огласуваат слободните работни места, како да се подобри или олесни поврзувањето на работодавачите со соодветна работна сила и слично. Додека на самите инфосредби со младите невработени лица, значи тука исто така на младите им се презентираат програмите и мерките за вработување и услугите на пазарот на трудот што се спроведуваат од страна на работодавачите. Има позитивни искуства од млади лица кои биле учесници во некои од тие програми кои дошле до свое вработување. Исто така се остава дискусија и предлози од страна на младите кои се како основа за креирање на успешни политики за вработување, конкретно за нивната целна група, така да и за нив исто многу битно како да се подобрат или олеснат поврзувањата меѓу работодавачите и нив како соодветна работна сила, потоа предлози за поефикасна соработа со младите, за нивно побрзо вработување, за нивно подобро позиционирање на пазарот на трудот и слично. Ќе разговараме поединечно и за сите мерки. Сајмите за вработување, овие сајми за вработување, новиот циклус ќе се организираат во уште 6 поголеми градови. Каде се ќе можат да ги достават своите сивини вработените? Еве вака, значи утре треба да следи вториот сајм за вработување во Штип, значи на 26 мај. Местото на одржување е Безистен во Штип. Додека форумите со работодавачите и инфосредбите со млади невработени лица ќе биде во хотелот Оаза. Следен сајм е Кавадарци. На 30 мај треба да се одржи, тоа е вторник. Местото на одржување на овој саем е спортската сала Јасмин во Кавадарци. Во истиот објект ќе се одржат и форумите со работодавачите и инфосредбите со млади лица. Потоа следи саемот во Битола, тој треба да се одржи на 6 јуни во вторник. Местото на одржување е Народниот театар во Битола. И во истиот објект ќе се одржат и форумот со работодавачи и инфосредбата со млади невработени лица. Како пети саем се предвидува да се одржи во Тетово на 8.6, значи на 8 јуни. Местото на одржување е Центарот за култура или Антовски смок во Тетово и во истиот објект ќе се одржат и форумите и инфосредбите со младите невработени лица. Како шести саем е саемот во Струмица. Местото на одржување е Домот на културата Антон Панов во Струмица и во истиот објект ќе се одржат и форумот и инфосредбите со младите невработени лица. Последниот, 7 саем, се планира да биде повторно во Скопје на 15 јуни, а местото на одржување е повторно Скопски саем, Метрополис Арената. Ова е одлична можност сите невработени да одат да поразговараат со потенцијалните работодавачи. Ќе напоменам само дека саемите се одржуваат во период од 10 часот до 14 часот. Така да Гогулевска, сакам да ве прашам, крајот на наредниот месец истекува огласот мерката Македонија вработува 2. Може ли да не кажете колку до сега се вработиле преку оваа мерка и дали ги даде очекуваните резултати? Тоа е продолжување на Македонија, еден каде што имаше навистина многу вработување. Да, значи на 27 јуни треба да заврши проектот Македонија вработува 2. Сите компании кои се заинтересирани, значи до 27 јуни, може да ги искористат поволностите што ги дава самиот проект и со пониски трошоци да дојдат до потребната работна сила. Првиот проект Македонија 1, значи овозможи на 100 и нешто компании
да вработат некаде околу 18.900 да се отворат нови работни места и биде поради големиот интерес од страна на компаниите, затоа и дојде следеше Македонија 2. За сега, резултатите покажуваат дека до сега, се остварени околу 6950, отворени се нови работни места. Меѓутоа, знаете, секогаш кога нешто е при крај, интересот се зголемува, така да во овие денови веќе се повеќе и повеќе е поголем интересот од страна на компаниите да ги искористат поволностите на овој проект. Тука би ги напомнела уште еднашка за сите оние кои не знаат или за оние кои знаат да им се потврди дека постојат 5 категории на невработени лица каде што можат да компаниите да искористат да бидат при вработување на овие лица да бидат ослободени од од придонеси од задолжително социјално осигурување. Првата група ги опфаќа лицата до 35 години. Сите компании кои ќе вработат лица до оваа возраст ќе бидат ослободени од задолжително социјално осигурување и персонален данок на доход во наредните 3 години со обврска уште најмалку 1 година лицата да ги држат во работен однос. За оние лица кои се од 35 до 50 години, работодавачите се ослободени од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување во наредните 5 години. Лицата кои се на возраст од 50 до 58 години исто така имаат можност да се вработат кај работодавач кој ќе биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување во наредните исто 5 години. Тука следат и оние лица над 58 години, каде што работодавачите имаат можност да ги вработат овие лица и да бидат ослободени од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување се до нивното исполнување на старосна пензија. И како 5-та група, тука се спаѓаат сите оние рандеви категории на невработени лица, каде што работодавачите се ослободени исто така 5 години од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување. Овој проект ги опфаќа сите категории, сите овој закон завршува со 27 јуни оваа година и дека тоа е последната дата каде што треба да се остварат и самите вработувања. Гогулевска, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, да ги слушнеме рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Менка Гогулевска од Агенцијата за вработување. Гогулевска, за намалување на невработеноста за годинава оперативниот план, колку мерки опфаќа и колку пари се издвоени? Како и секоја година и оваа година Агенцијата за вработување на Република Македонија имплементира, спроведува оперативен план за активни програми мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот. Оваа година опфатени се 22 програми и мерки за вработување и 11 услуги што се на пазарот на трудот и за нив се предвидени да се потрошат околу 14 милиони евра. Што се однесува до самите програми мерки за вработување, генерално ги делиме како програми мерки кои водат кон подготовка за вработување и програми и мерки кои водат кон директно вработување. Тука ни се исто така програмите и мерките кои служат за развој на предприемништвото, така да имаме програми и мерки преку кои може да се започне собствен бизнис и да се остварат нормално вработување. Кои се отворени во моментот? На кој може да аплицираат невработените? Во моментот како отворени јавни огласи ни се представува програмата самовработување на лица со инвалидност, каде што им се нуди на невработените лица со инвалидитет да започнат собствен бизнис и при тоа се даваат неповратни средства во висина од 270.000 денари.
Потоа следи програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик. Оваа програма треба кон крајот на идниот месец да заврши со имплементација. Така да, значи, зборуваме сега повторно за оние јавни огласи кои се отворени каде што можат да ја. Оваа програма е наменета, значи, за работодавачи и за невработени лица кои се во социјален ризик. Следи јавниот оглас за програмата обука кај познат работодавач, каде што им се нуди на работодавачите во рок од 3 месеци да направат обука на невработени лица за конкретно работно место и при тоа имаат обврска по завршување на обуката најмалку 50% од лицата вклучени во обуката да ги вработат, да засниваат работен однос со обврска најмалку 6 месеци да бидат, значи да ги држат во тој работен однос. За време траење на обуката лицата добиваат месечен паричен надоместок во висина од 9000 денари, значи месечно. Следи исто така програмата обука на работното место со субвенционирано вработување. Тука исто така се дава можност за конкретно работно место побарано од страна работодавачот да се обучуваат невработени лица во време траење од 3 месеци. За време траењето на обуката лицата добиваат месечен паричен надоместок во висина од 9000 денари. Потоа работодавачите имаат обврска да ги вработат сите лица вклучени во самата обука. Во период од 6 месеци добиваат субвенционирана плата, каде што, значи, субвенционирана паричен надоместок во износ од 19.000 по лице месечно, од кои 17.000 се наменети за бруто плата за лицето и 2.000 за покривање на трошоци што ги ствара работното место. Обврска на работодавачите по истекот на овие 6 месеци, уште најмалку 12 месеци да ги држат лицата во работен однос. Друг следен отворен јавен оглас е за мерката обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот и конкретно се работи за неколку занимања, тоа е за сметководство, шминкер, масер и неговател на стари лица. Значи, овој јавен оглас е отворен и сите заинтересирани за овие занимања, значи сите невработени лица може да занимања, каде што невработените ќе имаат платена обука. Так. Да. За време траење на обуката, значи обуката трае 4 месеци, од кои 3 месеци е теоретска настава и месец дена е практична обука кај работодавач. За време траење на обуката, невработените лица добиваат паричен надоместок во износ од 6200 денари, додека обучувачот, значи работодавачот кој е обучувач, добива најмалку 30.000 за лице, за спроведување на обуката. Тука би спомнала, значи, уште еден исто така јавен оглас кој е во тек, тоа е обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот за лицата со инвалидитет. Се работи за неколку занимања, тоа е масер, модуларна обука за аргонзаварувач, инсталатер и монтер на водоводна инсталација, како и изработувач на печева. Меѓутоа, може да се врши и обука на 2 вештини, а тоа се описменување на брајово писмо, како и ориентација и мобилност. За време траење на ова обука, исто така лицата добиваат паричен надоместок во висина од 6200 денари и можност да бидат сместени во интернатите, каде што во соодветното стручно училиште, каде што се врши и самата обука. Со овие мерки и програми се фатени на вистина сите категории. Може ли да не кажете искуството што покажува за која мерка до сега има најголем интерес? Која сакаат најмногу да ја користат и работодавачите и невработените? Па вака, се работи за повеќе мерки. Меѓутоа, сепак би напоминала за неколку. Се работи за
програмата за мерката практиканство. Таа е наменета исклучиво за млади лица до 29 години, каде што им се дава можност на тие невработени лица да остварат практична работа кај работодавач, да се стекнат со вештини, значи што ги дава самото работно место и да стекнат некој искуство кој им е потребно за понатамошно вработување. Иако работодавачите немаат обврска да ги вработуваат овие лица, сепак податоците кажуваат дека над 60% значи од овие лица се вработуваат. Така да, значи, голем е интересот и од страна на младите лица, меѓутоа од страна на работодавачите за оваа активна мерка. Ќе напоменам дека и за оваа активна мерка е во тек јавниот оглас, така да можат да аплицираат и работодавачи и млади лица до 29 години. Тука се исто така програмите, веќе ги напоменав, програмите кои се наменети за обука за побарувани занимања на пазарот на трудот, каде што навистина се стекнуваат со вештини за одредени и знаење за одредени занимања за време траење по завршување на таа обука, воедно со полагањето и со успешно завршување на таа обука, лицата се стекнуваат со сертификат, така да, значи, кој му дава можност и му возможува, нели, да се вработат на друго работно место. Некои дори се вработуваат и кај самите обучувачи кои ја спроведуваат обуката. Тоа е и она взаемна, да речем, придобивка што е и за невработените лица, меѓутоа и за самите работодавачи. И овдека е голем процентот на вработување кај овие лица, особено после завршување, после 6-тиот месец од завршување на овие обуки. Веќе ги напоменав обука кај познат работодавач, обуката со субвенционирано вработување. Значи ги имаме повеќе програми каде што навистина покажуваат солидни резултати. Едноставен ли е начинот на аплицирање? Па да, во секој случај се аплицира во Центарот за вработување, така да, значи, се пополнува во електронска форма пријава и од страна на невработените лица доволно е да се евидентирани како невработени лица во соодветниот Центар за вработување каде што има местото на живење и со това, а за работодавачите нормално постојат неколку услови и критериуми за нивно учество. И тоа се однесува на неколку критериуми, пред се да имаат позитивен баланс на последната завршна пресметка што се доставува до Центарен регистар, да ги имаат исплатено сите плати и давачки кон УЈП и како еден од критериумите се да во последните 6 месеци пред апликацијата го немаат намалено бројот на невработени лица на неопределено време. Моето последно прашање до вас, Гогулевска, е кои мерки ќе се планирани втората половина од годинава? Па планирани се уште неколку мерки кои треба да следат, како, значи, согласно распоредот и агендата на овие јавни огласи. Тука би било исто програмата за самовработување, би следело исто и кредитирањата. Тука имаме и самовработување со кредитирање, имаме кредитирање на правни субјекти и тие треба да следат. Потоа имаме обуки за возачи од С, Д и Е категорија, имаме обуки за задоволување на вештини од стари занаети. Потоа ќе кажам дека во текни исто јавниот оглас за обуки за општи вештини, тоа се за странски јазици и за компјутери. Меѓутоа треба да следи исто така јавен оглас за обуки за напредни IT вештини и така. Гогулевска, јас ве благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Благодарам. Да слушаме малку музика, потоа и најважните настани од економијата. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ги слушате и најважните настани од областа на економијата. Активно се работи на инфраструктурата во источниот дел на Македонија. Автопатот од Скопје до Штип, во должина од 47 километри, ќе биде пуштен во употреба до крајот на годинава. Инвестицијата е вредна 206 милиони евра. По новиот пат од Скопје до Штип ќе се стига за 40 минути. Увид во градежните работи изврши лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. 64% од вкупните работи е завршено, а автопатот е асфалтиран 50%. 47 километри.
потек на автопатен. Нов автопат 47 на пола е све асфалтиран. И сега се става завршени услови, зашто негде се движат и камионите и машините, па потоа на другата страна. Кога се очекува да се заврши? Очекува до крајот на годината комплетно да биде готов. Пред еден месец почна да се гради и новиот пат од Штип до Кочани, во должина 23 километри, инвестиција од 50 милиони евра. За брзо време ќе почне да се работи и на делот од Штип до Радовиш. 4 ленти, експресен пат. Стандардите се како за автопат. Освен што не е 6 ленти, а е 4, другото се е како за автопат. Финишира изградбата на автопатот Демир Капија Смоквица. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изјави дека наскоро ќе биде пуштен во употреба овој досега најголем капитален проект во должина од 28 километри, во чија изградба се вложени 218 милиони евра. Значи 95% е завршено. 95% Целата од целата работа. Градежниот дел е цел завршен. Да. Денеска се асфалтира последното делче и завршуваат со асфалт комплет. Значи патот е веќе спремен за возење, денеска Спремен. последното прашање се асфалтира. Да. Инвестицијата вкупно беше 218 милиони евра, од кои околу 40 се грант од Европска унија. Да, точно. Заедно со Останатите се заем од Европска банка и банка плюс за дополнително обнови и развој. имаме и за обнова и развој, плюс од јавното предпријатие имаме средства што се вложуваат директно од буџетот и од Министерството за финансии сега. 29 километри, 28 и нешто. 29 километри. 29 километри. Сефно, да. Така. Одлично, ова е Сосема одлично нова. завршена работа. Гувернерот Богов и министерот за финансии Миновски во Брисел присуствуваа на економско-финансискиот диалог на Европската унија за земјите од Западен Балкан и Турција. Унијата ја поздрави монетарната политика и стабилниот курс на денарот, но даде и неколку препораки. Во тие заклучоци Европската унија ја поздравува добрата монетарна политика која води Централната банка и стабилниот банкарски систем. Исто така беа дадени и нивните препораки за одредени подобрувања, а тие подобрувања нормално и ние на нив и ние редовно работиме, а тоа е понатамошно намалување на обемот на нефункционални кредити и понатамошно намалување на евроизацијата, односно така наречениот процес на деевроизација, на поголемо учество на денарските депозити во вкупните депозити во банкарскиот систем. Беше во текот на состанокот поздравен прогресот кој што е направен во изминатиот временски период во однос на подобрувањето на деловното окружување во Македонија и низа други реформи кои што се спроведени. Исто така беа дадени определени сугестии во однос на идните подрачја на кои што треба да се стави фокусот, а пред се тоа се прашањата поврзани со реформите на пазарот на трудот, понатаму продолжување на активностите поврзани со реформата на управувањето со јавни финансии и низа други заклучоци. Платежната агенција работи прековремено за да ги подкотви налозите за исплата на земјоделските субвенции. До крајот на мај треба да бидат готови решенија за вкупно 90.000 земјоделски стопанства. До сега се исплатени 14 милиони евра од парите кои заради законски пречки беа заглавени во изминатите 6 месеци. Започнувајќи од сточарство, млекарство и продолжувајќи со лозарство, овоштарство, поледелство и сега на крајот градинарство. Единствено што не е во наши раце, а се однесува на исплатата е исплата на субвенциите за откупен тутун, при што милиарда 509 милиони се изготвени списоци и доставени до УЈП за контрола во врска со должници спрема државата. До УЈП ги доставивме во електронски печатена верзија, чекаме само одговор кои од тие 24.000 земјоделски стопанства кои што се наоѓаат на списоците се должници спрема државата, а кои не. Сите оние кои што не се, во експресен рок ќе бидат вратени и истите ќе бидат подпишани како налог за исплата до Трезор. Македонија нема да биде дел од Турски поток, но може да се плати и да се приклучи кон гасоводот, што според пресметките би чинело помалку од 77 милиони евра. Експертите велат дека е добро што ваков гасовод се гради во соседството, затоа што корист би имала и Македонија. Трасата не би требало сега вака гледајќи не би требало да е скапа, оди по долината на реката Вардар, нема планини, лесно е тоа, само треба да се решат веројатно дел од имотни односи, да се земе земја, да се договори и изградбата на таквиот цевковод би бил многу брза.
Културното наследство и природните убавини се најпривлечни за странските туристи, покажува истражувањето на Факултетот за туризам, направено врз 300 туристи од Западна Европа. Најмногу пари да патуваат имаат лицата над 50 години, кои имаат и најмногу слободно работно време, покажува анализата. Истражувањето покажа дека оваа таргет група се поискусни лица со поголема платежна моќ, чија што перцепција за Охрид како дестинација е дека е поволна во смисла на она што го плаќаат како цена и е доволно квалитетна, односно многу високо го оцена квалитетот на услугите кои што ги добија во овој регион. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 25 мај. Со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Далибор Зафировски техничка реализација. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.